подготвиле анализа во детали, во најголем дел од овие ставови што се испитани, вие ги живеете секојдневно, јасно да познаеме и се фактичка состојба, некаде треба да почнеме да ги поправаме работите. Токму и тоа е интенцијата на мојот денешен говор, кој што повеќе ќе се на тоа да ви покажам дека политичка волја за напредување на правата на лицата со пречки во различни можувани пречки и така натаму. Постои. И тоа на вистина високо ниво, не само кај мене како министер, тука и кај премиерот, и тоа го покажува секојдневното действување, и кај министерот за здравство, и кај министерот за финансии, поради тоа што ја лично го видов како го познавам претходно, видов во ребалансот на буџетот дека навистина може да издвои средства и за оваа група на граѓани. Исто за 2018 година предоговараме поголем буџет за напредување на правата на лицата со тешка и најтешка повречност умерена, исто така да може да користат правото на мобилност, што навистина мислам дека е од една страна давање поголеми средства во семејството. Се заснова на тоа. Но со новиот закон, кој што го планираме за социјална заштита, не ова се брзи промени кои што малку ќе го подесат законот за да ви ги подобрат правата или да ви ги олеснат остварувањето на правата. Новиот закон за социјална заштита се значи неколку нивоа на трансфери или пари. Едното е врз основа на немаштија, мора да се издвои од правото како компензација за инвалидност. И мора да се различни. Ако семејството е и сиромашно и има инвалидно лице, треба да ги прима двете, како додатока, така, едно ние помагаме како држава, затоа што нема финансиски средства и не вработено, и ќе го поттикнуваме да влезе во пазар на труд, од друга страна има лице, дете во семејството кој што треба да биде компензирано заради одредена пречка. И тоа се втората работа која што семејството треба да ја добива. Затоа новиот закон кој ќе се исцртаат контурите, ние ќе дојдеме ќе го работиме член по член заедно со вас. Вие сте дел од работните групи, дел од вас заедно, дали сте дел од сојузи и од други друженија на граѓани, и ќе бидете информирани дневно. Мора да се заедно разговараме и да одиме чекор по чекор. Итно не може да направиме нов систем. Еве јас имам чаробно стапче и да речам, од денеска сите права како што се во Норвешка, сум видела како изгледа, како што се во Северна Ирска, истите такви права кои тоа се прошта. Не можам да го направам тоа, а многу сакам, но чекор по чекор заедно ќе одиме. Денеска законот, кој што нели сакаме да го презентираме пред вас изворно, зашто има доста шпекулации, јас како се среќам со секоја група нова што доаѓа во министерство, така сваќам дека малку сте запознаени со тоа што предвидува закон. Душан ќе влезе во детали, јас ќе ви кажам дека има 6 клучни промени кои што ги засегат лицата со пречки. Тоа е најголем дел се однесуваат на остварување на правото на туѓа нега, прво ќе може да го остваруваат и пред 26 години децата со умерени пречки и лицата со умерени пречки. Втората работа е дека конзилијарното мислење се исклучува, нема да треба веќе да се оптеретувате и технички да го носите детето и плюс финансиски оштетува голем дел од семејството. Како? Затоа велам, и финансиски и технички ве оптеретува тоа како секако ви следи како право, се имало порано примарна комисија, ја оштетиле првичната онака степена комисија, ја немала доволно лекари, затоа рекле ајде конзилијарно. Но тоа го тргаме воопшто како со законска основа исклучуваме конзилијарно мислење да постои за остварување на правото на туѓа нега. Трето важно нешто кое што го введуваме за прв пат на Македонија е персонална асистенција. Убаво што ние разговараме за персонална асистенција со години, дискутираме за прашањето, се нешто хајде персонална асистенција е на чекор, ама на никого не му текнало дека ако нема законски основ, не може да се види светлото на денот на персонална асистенција. Затоа ние му даваме законски основ да постои како персонална асистенција, со тоа државата и министерството се зема од врска, дека ќе направи програма за персонална асистенција и со тоа на крајот ние конечно ќе ги видиме персоналните асистенти. Дополнително со нова информација ние бараме да се заложи Министерство за финансии да ни даде буџет да ги платиме оние 80 персонални асистенти кои што беа обучени од UNDP. Ако веќе има кадар што обучен спреме, дајте да го внесеме во систем. Преку активните мерки за вработување, исто така преку општествено корисна работа, но и може општините да користат за персонални асистенти од една страна, но граѓанските организации за прв пат ќе може да користат активни мерки за вработување. Сите вие кои што сте сдружени, имате сдружение на граѓани, аплицирате и имате можност да добиете средства од страна на државата за користење на активните мерки за вработување и за да работите персонални асистенти. Затоа ви кажам дека сите овие измени кои што сега Дулја во деталите ги кажа, одат во насока на правење патек, тоа што заедно ќе се движиме. Не е идејата да јас, ти сакаш тоа да ти задоволам тоа, вториот сакаш тоа да му задоволам тоа. Не, кога креираме нешто и правиме законски измени, треба да знаеме дека
тоа нешто ново треба да го градиме и да му ги гледаме, че корите еден по еден да ги решаваме. Македонија е сиромашна држава и важно е да си го признаеме тоа во рамките на својот буџет, во рамките па и на меѓународните организации буџетите, ќе треба да ги изпрограмираме парите и да конечно си добиеме еден систем за заштита на лица со пречки кој што во догледно време ќе стане достоинствен или ќе болесни живењето на родителите и на децата. Следат и други измени, еве ви кажете дека се 6, јас први ги кажав најдос, но сега дури во детали ќе влезе во однос на сите овие измени кои што ги нудиме. Се што имате како прашање, јас сум тука, но да молам прашањата да бидат концизни, кон мене тие што се упатени, заради тоа што во 12 до 30 ќе морам да заминам на влак.